Ова што го гледате околу мене е дивата депонија во Визбегово. Повторно чад, повторно пожари, повторно без одговор од надлежните. Се наоѓаме на само неколку километри од центарот на Скопје, а сликата изгледа на запустено место полно ѓубре кое е надвор од радарот на надлежните. Иако лоцирана на територија на Шутоо Ризари, последиците ги трпат и жителите на Чаир, Бутелно и цело Скопје. Во последните неколку дена беше забележан оган и чад, а граѓаните од околните места се гушат во ужасна смрдеа, плашејки се за своето здравје и здравјето на своите деца. Во денови кога Скопје е како подвршник со пеколни температури, оваа дива депонија како темпирана бомба представува опасности од зарази. За жал или за среќа камерите не можат да доловат миризбата што ја чувствуваме во моментот. Тука има и пекари, и трговски фирми кои работат со трговија на прехранбени производи, угостителски објекти, хотели. Ова е жално што ни се случува. Тука се пали отпад неконтролирано. Значи, тоа што се чувствува во моментов, по моја предпоставка е дека гори некоја пластика, некој гуми, нешто такво. Тоа ние го дишаме. Додека градоначалничката Даниела Арсовска е окупирана со политички реваншизам од град Скопје кои се надлежни за чистење на депонијата и за оваа тема не ни одговорија на прашањето што планираа да направат за да го решат проблемот. Нашата камера регистрираше двајца инспектори од град Скопје кои не сакаа да зборуваат јавно, но ни рекоа дека имаат полни раце работа и постојано пишуваат казни на несовесни граѓани кои доаѓаат и оставаат шут. Од Министерството за животна средина вела дека дивите депонии се под надлежност на градот Скопје, а тие како централна власт издвојуваат пари за помош на општините при отстранување на диви депонии. Генерално управувањето со комуналниот отпад е надлежност на локалната самоуправа. Секоја година Министерството за животна средина има одреден буџет кој што се одвојува токму за чистење на ваквиве нестандардни локации, меѓутоа за жал тие повторно се појавуваат. Владата обезбедува средства на сите општини како помош за воспоставување на регионален систем за управување со отпад, што значи изградба на стандардни депонии согласно со законодавството и на ЕУ, но и националното законодавство за набавка на опрема. Екологистите кои институционално се борат за поквалитетна животна средина велат дека проблемот е во непостапувањето на надлежните, недоволниот број инспектори, но и ниската свест на граѓаните. Бараат поригорозни казни. Не, надлежните воопшто не си ја вршат работата како што треба и тоа на сите нивоа би рекла. Депониите, поготово во Визбегово, пред неколку години беше исчистена таа депонија, меѓутоа тој простор не се обезбеди. Сите депонии кои ќе се исчистат веќе еднаш, треба тој простор да се обезбеди и да се направи на него некоја урбана оправа во смисло на парк или нешто слично во корист на граѓаните, за да не може повторно се претварат во депонии. И додека град Скопје молчи, а екологистите гласно бараат мерки и казни, на Скопјани им останува да дишат чад од изгорен отпад кој од непознато потекло. Оваа планина од отпад представува неконтролирана депонија која секојдневно го загрозува здравјето на луѓето не само од околината, туку и на целиот град. Никој не знае кој го остава ѓубрето тука и кој стои зад постојаните пожари. Но едно е сигурно дека градската администрација не изнајде трајно решение како да ја исчисти целосно.